Добро утро, Иван. Ние се наоѓаме токму пред градската библиотека Браќа Миладиновци, каде што не доаѓаат само студентите за време на периодот, нели кога се подготвуваат испитите да учат во мир и тишина, туку градската библиотека е полна речиси во текот на целата година и тоа од луѓе на секоја возраст. На оваа тема подетално разговараме со управителот на градската библиотека Браќа Миладиновци, Жаклина Угриновска. Добро утро, добре дојавте во вестите на телевизија Нова. Кажете ни, освен за студентите што доаѓаат тука за време на испитната сесија, кои луѓе се доаѓаат и ја користат ова наша градска библиотека што е и со многу богата литература? Па, најпрво да ги поздравам гледачите на ТВ Нова и да одговорам на вашите прашања. Значи, нашата библиотека како енергија, значи, на случувања на книгата, на убавиот збор, на пишаниот збор, значи, ја посетуваат разни групи на читатели, така да од најмалата целна група ние, значи најмалата школската група до пензионерите. Значи ја посетуваат нашата библиотека во секој период, значи од годината. Ние работиме нон-стоп, значи присутни се тука и располагаме со голем број на актуелни наслови, што имаме верни читатели што доаѓаат и не посетуваат. Значи во секое време сме отворени за сите читатели и располагаме со голем број и фонд на книжевен фонд. Така е, портата е секогаш отворена тука, кога и да поминеме на булеварот Партизански одреди, се гледа дека светлото во библиотеката е запалено. Какви се одели има тука? Што можат да се изненадат па читателите кои ќе дојдат дека можат да најдат да прочитат нешто интересно? Значи најпрво да ги поздравам и најмалите читатели, значи тука и детскиот одел, значи за деца предшколска возраст и до деветолетката, после оделот белетристика, каде што се популарниот книжевен фонд и оделот за стручна литература го користат разни читатели, значи зависно тоа се студенти за обработка или припрема на магистерски трудови, значи имаме голем фонд на стручна литература што ќе им послужи во понатамошното школување и унапредување. Ги поздравивте најмалите читатели. Од која возраст се најмалите читатели? Како доаѓаат тука? Дали со родителите или пак од градинка, од предшколска возраст, школска возраст ги носат тука наставничките за да ги запознаат со љубовта што може да ја понуди пишаниот збор? Па да, тука доаѓаат првенствено со родителите, значи помалите дечиња, а инаку има организирани групи што доаѓаат од градинките и од средните училишта и од основните училишта. Значи тоа се организирани групи со најава што доаѓаат да се запознаат со книгата, со фондот, со библиотеката како институција, како чувар на знаење, на убави случувања што се случуваат. Каква им реакцијата не интересира за тоа како тие се ја гледат библиотеката, нели како дете библиотеката е нешто големо за нас, а потоа гледаме дека да уште поголемо, но како реагираат тие на толку книги кои треба да видат дека мора да се прочитаат некогаш барем во животот? Па да ви кажам искрено, првиот контакт со книгата, сепак е тоа една голема мистерија за нив, али детскиот одел е баш наменет за нивна возраст, има интересна литература, има сликовници за нивните почетоци со книгата и дружбата, така да се задоволни, мислам, и они и стануваат членови и продолжуваат да членуваат до голема возраст. Сигурно Пипи долгиот чорап, како и прекрасните авантури на Нилс Холгерсон се едно многу убаво искуство за нив, но за повозрастните, дали може би се одржуваат па и некои колективни предавања тука, дека не само за од стручната литература, но со самото тоа да се чита на глас понекогаш може да биде и едно посебно искуство. Па, пошто пред малку кажав дека има тука организирани, значи, случувања, значи, посета на библиотеката, има од средните училишта во спомен собата на браќа Миладиновци што имаме, значи се одржува час по македонски јазик, значи место да биде одржан часот во нивното училиште, значи се одржува час по македонски јазик и се презадоволни
учениците зашто излегуваат од едно стереотипно образование, доаѓаат тука, се чувствуваат убаво, тука се и нашите пензионери што наоѓаат секогаш време, значи да дојдат да прочитаат книга, да се осеќаат убаво и да го поминат еден убав дел од денот кај нас со нашите книги. Угринска, јас ви благодарам многу за овие исцрпни зборови што ги кажавте за телевизија Нова во врска со прекрасната градска библиотека Браќа Миладиновци. Мораме да признаеме дека оваа библиотека на вистина кога ќе се влезе зад нејза, кога ќе се влезе низ портите, има многу да понуди. Па и во текот на летниот период, доколку некој има слободно време, може да ја посети, да види што се може ново да научи. Иван?